месец 2011 година не каже дека јас не сакам од државата градежното неизградено земјиште да премине под локална самоуправа. Нека каже не ме интересира. Добро, тој го поздрави. Овој факт Значи сакам да кажам, мене ми е мило да биде поздравен, меѓутоа тој е еден од ретките поздрави кои се упатени на проекти конкретни. Нека излезе утре, нека ме демантира кои од овие проекти не се остварени или не се со пари од владата. Јас ќе се извинам и на вас, и на нив, и на сите граѓани на Република, на општина Струмица. ВМРО ДПМН на курсот за субвенции за земјоделството, ги спомна тие декларации, пари се потрошија за субвенционирање на земјоделството, но мене ме интересира ваше видување, дали овие пари отидоа во вистинските раси им се од голема помош на земјоделците? ВМРО ДПМН со своето формирање, нели, со формирањето на сопствената влада во 2006 година, ако некаде даде приоритет, тоа е во земјоделието. Првиот закон кој што беше донесен беше законот за укинување на ДДВ од 18 на 5% за репроматеријали во земјоделието. Ние сите знаеме дека пред 2006 година, значи пред формирањето на владата на ВМРО ДПМН, Република Македонија одвојуваше вкупно 5 милиони евра субвенции за развој на земјоделието. Сега сме 2011 година, оваа година Република Македонија, владата на Република Македонија во својот буџет има предвидено 115 милиони евра. Наредната 2012 година има предвидено 130 милиони евра пари, субвенции, директни живи пари за земјоделците. Периодот на најголемата светска криза, зборувам за периодот 2009-2010 година, кога навистина не беше лесно да се обезбедат пари, владата на ВМРО ДПМН одлучи да не се скрати ниту едно евро, ниту еден денар, ниту една мерка која се однесуваа на субвенциите на земјоделците. Дали отидоа субвенциите на вистинско место? Видете сега. Ние сега веќе зборуваме дали отидоа. Значи тие се тука, порано ги немаше никаде. Сега можеме да зборуваме. Јас во петокот, се извинувам, во понеделникот бев во Куклиш на трибина, заедно со заменик министерот земјоделие Перица Ивановски, во кој што дискутиравме како ова или наредната година да се делат субвенциите. Значи веќе луѓето знаат дека субвенциите се тука, назад нема. Било која влада која што ќе дојде после владата на ВМРО ДПМН не може да одземе нешто кое што веќе граѓаните го чувствуваат како свое. Не може да дискутираме дали за градинарството требало повеќе, дали за сточарството. И тоа е добро, нели, нормално, со дискусија се даваат одредени предлози, тоа е смислот на демократијата. Меѓутоа, веќе никој не дискутира дека луѓето ќе си ги земат парите. Владата на ВМРО ДПМН 2006 година од страна на своите политички противници беше нарекувана селска влада, земјоделска влада, зелена влада. Тие мислеа дека со тие изјави ќе не потценат, ќе не на некој начин, нели, деградираат. Напротив. Ние сме горди што владата на ВМРО ДПМН се нарекува селска земјоделска влада. Ние немаме развиена авиоиндустрија. Ние немаме силиконски долини. Ние имаме поле, плодно, како што ни го дал Господ, сончеви денови. Сега, периодот кога храната на светската берза енормно расте, од X причини, дали се тоа пожарите и поплавите во Австралија, пожарите во Русија и така натаму, расте и цената на храната. Ова е сега периодот кога нашиот земјоделец треба да го искористи заедно со мерките кои ќе ги презема владата на Република Македонија, за да може да се подигне и стандардот на самиот земјоделец. Ние на трибините и посетите кои што ги одиме по населените места, земјоделците поставуваат постојано еден ист проблем, а тоа е како да се стабилизира откупната цена на одредени производи. Во смисол, сабајле е 20 денари, вечер е 15. Државата, владата, Министерството за земјоделие нема директни ингеренции да се меша во пазарната економија. Тогаш би се вратили на еден поранечен систем каде што ЗИК Струмица одредуваше откупна цена на куртова капи. Сега е пазарна економија. Меѓутоа, државата има и текако други мерки кои ќе допринесат да се надмине на овој проблем. Јас ќе кажам само еден факт, тоа е доведување на големи откупувачи на територијата на општина Струмица. Сите кои што се слободни во наредниот период во убаво време може да се прошетат надолу во долниот дел на градот Кондабиле да видат дека Агрокор веќе не е приказка. Агрокор се гради, Агрокор веќе е присутен на нашиот откупен, нели на нашиот пазар и Агрокор е еден од коректорите на цената на земјоделските производи. Дај Боже, а тоа се работи, да дојдат уште 2-3 големи бренд откупувачи и потоа оние помали ситни трговци кои меѓународот се нарекуваат, нели, зелена мафија,
ќе немаат голем простор за маневар и за смалување на цените во денот по 2 пати или 3 пати. Тоа е тоа што може владата да го направи, тоа владата го прави, работи, го субвенционира Агрокор, ќе ги субвенционираме и сите други заинтересирани откупувачи. Верувам дека како представник на ВМРО-ДПМН, кога станува збор за земјоделието, имате многу што да кажете, но во интерес на времето ќе мораме да прекратиме овде. Што ВМРО-ДПМН има сработено за струмичкото образование или како влада? Значи, образованието покрај земјоделието исто така е еден сектор во кој што треба да зборуваме во некои посебни емисии. Јас и претходно реков во почетокот на одговорите, кои се оние главни проекти кои што ВМРО-ДПМН ги има сработено како влада. Значи, задолжително средно образование, инвестирање во градба на нови стари училишта, проектот бесплатни учебници. Значи, јас само ќе ги потсетам граѓаните на еден факт. Во времето на комунизмот, во времето на социјализмот, поточно се извинувам, учебниците се купуваа за пари. Во септември беше паника, значи го знаеме јас и вие тоа, како да се набават учебници, од каде да се најдат пари, бидејќи се потрошивме по летните одмори, по правење на зимници и така натаму, треба да купиме огрев за зимата и сега на крај учебниците. Од оваа година родителите го немаат овој проблем. Значи за прв пат се даваат бесплатни учебници. Сега, секоја новост има одредени проблеми. Сега повторно како за субвенциониите. Ние не дискутираме дали учебниците се бесплатни. Дискутираме дали има некаде пропусти, дали некој учебник поради одредена грешка не стасал на време, меѓутоа никој не го порекнува фактот дека учебниците се бесплатни. Исто така проектот Компјутер за секое дете, нормално е дека професорите на 60 години ќе имаат одбивност кон тој проект. Затоа што тие 40 години работеле во еден друг систем. Меѓутоа, прашајте го секој млад професор на 25 или 30 години, што ќе ви каже за проектот Компјутер за секое дете. Дали да зборувам за реформите во високото образование, мислам дека веќе спомнав со диспрезираните студии. Сега, јас сакам да кажам, кога сме веќе конкретно за Струмица, од страна на Социјалдемократскиот сојуз, на една пресконференција, на почетокот на оваа календарска година, беше изваден еден службен весник во кој што се велеше, не знам дали се сеќавате, дека инвестициите на Министерството за образование за територијата на општина Струмица оваа година се нула. Сега, јас ќе ги упатам, бидејќи знам дека ме гледат, да го земат службениот весник број 30 од 10 март 2011 година, четврток, значи да отворат на страна 24 се извинам, на страна 26 број 30, на која се гледа дека имаме оглас за доделување на договор за јавна набавка. Предмет на договорот е набавка на работи, замена на кров и замена на прозорци во средното училиште Димитар Влахов Струмица. Во нашиот демант на нивниот прес тогаш рековме дека тоа се лаги и невистини, дека во Струмица апсолутно и тоа како ќе има инвестиции во образованието во оваа година. Јас не сакав да им парирам се додека не имавме одреден конкретен проект. Затоа уште еднаш ги повикувам службен весник број 30, 10 март 2011 година. Исто така сакам да кажам дека минатата недела имавме посета од министерот за образование, кој што пак оствари средба со наставниците од основното училиште Сандо Масев и гимназијата Јана Сандански. Сакам да кажам дека салата во средното земјоделско училиште се работи како дел од проектот 145 училишни сали на Министерството за образование. Дискутиравме, значи покрај салата во средното земјоделско училиште, ова е проект кој што е 4 годишен, треба да трае некаде до 2013 година. За општина Струмица се влезени уште 3 спортски сали. Тоа е спортската сала во село Муртино, значи во основното училиште, во основното училиште Никола Вапцаров и во основното училиште Сандо Масев. Сега со министерот по предлог на наставниците и од гимназијата Јана Сандански и Сандо Масев му било сугерирано, бидејќи салата во Сандо Масев е предвидена од поголемиот тип, кој што чини некаде 45 милиони денари, било предложено и најверојатно тој побара консултации со мене, ќе се консултирам до крај со него, наместо една ќе изградиме 2 спортски сали, меѓутоа со помал капацитет, бидејќи помалите сали чинат 23 милиони денари, така да купата како пари, нели, е иста, со тоа што ќе направиме и спортска сала во Сандо Масев, меѓутоа и спортска сала во гимназијата Јане Сандански, се со цел нормално одвивање на научно образовниот